28 декември е 362 ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 3 дена. – 1943 година во селата Прждево и Клисура кај Неготино, партизанскиот баталјон Страшо Пинџур ги нападна германските делови за врска и деловите за противавионски извидувања. Покуса борба кај селото Прждево, загинаа 7 германски војници, додека нападот врз селото Клисура не успеа поради интервенција на бугарските единици од Кавадарци и од Демиркапија. – 1944 година во Скопје почна тридневната работа на второто заседание на АСНОМ. – 1944 година во Скопје почна да работи Радио Скопје на куси бранови од 50 метри на македонски јазик. Првата емисија што ја имитуваше беше пренос од второто заседание на АСНОМ. – 1977 година долготрајните недоразбирања во австралиската епархија на Македонската православна црква во Мелбурн кулминираа и со масовна тепачка меѓу приврзаниците на спротивставените страни пред редовната богослужба во Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во мелбурнското предградие Епинг. – 1988 година во Прилеп почина Рампо Конески, еден од доајените на театарската уметност во Македонија, прв директор на Народниот театар Војдан Чернодрински во Прилеп. Роден е во 1916 година. – 2001 година почина Атанас Петровски, македонски филмски режисер и продуцент. Од 1945 година вршел одговорни функции во континуирањето на македонската кинематографија. Тој е еден од организаторите на првата македонска независна филмска продукција во 1968 година, а во 1976 година е именуван за прв директор на Кинотеката на Македонија, каде што останува до пензионирањето во 1985 година. – 2010 година почина Атина Бојаджи, македонска маратонка во пливање. Уште на 11 годишна возраст успева да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки во слободен стил и делфин. Била светски шампион во маратонското пливање на слатки води на Охридскиот маратон, одржан во 1962 година. Вкупно 2 пати била светски првак на слатки води, првиот пат само со 18 години. Таа до денес останува најмладиот шампион на Охридскиот пливачки маратон на сите времиња. Во 1962 година, со испливување на патеката Капри Наполи, станува светски првак на солени води.